Благодарам, подпредседателе. Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, почитуван колега, ќе започнам од патот кој што ќе го правите Битола Прилеп, а истиот тој пат во 2016 ветувавте дека ќе го направите. Јас вчера кога доаѓав од Битола за Скопје, па поминав по автопатот Битола Прилеп, па се уклучив на експресниот пат Прилеп Градско и потоа преку автопатот Гевгелија Скопје кој што го прекрстивте си дојдов во Скопје. Не знам зашто тој пат го спомнувате пак автопатот Битола Прилеп, 5 години го слушаме. Кажувате економско заздравување. Какво е тоа економско заздравување? Со зголемување на даноци, со зголемување на цените, со зголемување на цената на бензинот, со зголемување на цената на струјата. Значи, како резултат на зголемување на даноците, на акцизата на горивата, уствари тоа го плаќаат од джепот граѓаните на Република Македонија. Какво е тоа економско заздравување кога ги осиромашувате граѓаните? Кажувате буџетот бил развоен, а имаме дефицит од 33 милиарди денари и се што кажавте дека ќе направите е резултат на заем за земјоделство, заем за клинички центар, заем, каков е тој развоен буџет, само со заеми, заем. Една паралела ќе ви направам во 2014 година. Највисок дефицит Република Македонија имаше од 22 милиарди денари во време на европска должничка криза, меѓутоа тогаш фабрики се градеа и автопатишта се правеа. Спомнавте прочестителна станица во Битола, знаете 2016 во Битола имаше физибилити студија, проект, пари, 5 години немате мрднато, па сега пак ќе ја правите прочистителната станица. Од Штипската болница видовме дека само 20 души земат хонорари дебели, а уствари во таа полјаната само не знам каде е болницата која што ја градите, клиничкиот центар, па тие да земат такви хонорари. И значи економската политика на вашата влада форсира јавна потрошувачка наместо јавни инвестиции. И да ви кажам уште нешто, вие прогресивните треба да знаете дека перцепцијата за корупција е дупло влошена и Република Македонија е хибриден режим и затоа денес добивте датум за влез во Европска унија. Благодарам. Контрреплика пратеник од Мартин Костовски, повелете.